Почнуваме со топ тема на ваша страна. Во 2013 година Собранието по скратена постапка го донесе Законот за прекинување на бременоста. Сега е во тек расправа за нов закон за прекин на бременоста со кој на жената и се дава можност за слободен избор за абортус и по 12-та недела во консултација со матичниот гинеколог. Слободен избор за прекин на бременоста ќе има и во 22-та гестацијска недела од бременоста со оценка на комисија која би била составена од двајца гинеколози и еден социјален работник. До сега тоа беше до 12-та недела дадено како можност. Меѓутоа ова се само дел од измените што ги видовме во текот на вчерашната расправа во комисијата, која навистина беше жолчна во одредени делови. Благодарам за моите гости, пратеничката Јагода Шахпаска, која го работеше овој предлог закон, и моите гостинки од невладините организации Светлана Иванова од невладината центар Лидија Срце што чука и Наташа Бошкова од платформата за родова еднаквост. Вие своите мислења и вчера ги соочивте на комисијата. Представник на ВМРО ДПМН пратеници не присуствуваат вечерва затоа што тие рекоа дека го градат ставот во однос на овој закон и допрва ќе го искажат. Само да напоменам дека пратеничката од нивната пратеничка група Рангелова, која кажа дека во 2013 не била пратеник, сега на некој начин ги поддржа и измените да се даде право на избор на жената во однос на абортусот. Шахпаска, со оглед на тоа што учествувавте во изработката на овој закон, во што ќе се разликува? Јас напоменав само нешто. Овој од оној во 2013 година. Во 2013 година СДСМ не учествуваше во расправата, не гласаше воопшто, не беше во салата и се носеше по скратена постапка. Чинам само 1 или 2 гласа беа против. Иван Величковски гласаше против во тоа време. Прво добра вечер на вашите гледачи. Значи, новиот закон има една единствена цел – да ги скрати административните процедури и да го лесни пристапот на жената до безбеден, сигурен абортус во здравствени установи кои што ги исполнуваат условите за обавување на оваа медицинска интервенција, затоа што абортусот представува сам медицинска интервенција и при тоа да биде гарантирана нејзината здравствена состојба. Измените во однос на стариот закон се прво почнувајќи во должината на периодот кога жената може да пристапи кон абортус. Првично беше до 10-та недела ограничувањето со писмена согласност, а сега до 12-та недела, со тоа што до 22-та седмица, гестацијска седмица, може да се оствари абортус во посебни ситуации, кои што се јасно наведени во законот, во услови кога постои ризик да плодот биде со малформации, во услови кога е загрозена материјалната и социјалната состојба на жената после носењето на после раѓањето на тој плод. Затоа ќе биде вклучен и социјален работник за да во целата процедура, затоа што ќе треба да има мислење за нејзината социјална состојба, бидејќи морам да ја споменам тука една дигресија од ова што ме прашавте. Вчера на јавната расправа една колешка докторка од гинекологија ја повтори дефиницијата на Светска здравствена организација за здравје, која вели дека здравје представува не само психичка и физичка, туку и социјална благосостојба, не само отсуство на болест, што значи социјалната благосостојба, материјалните услови, условите во кои што таа жена ќе го роди тоа дете, се многу значени за носењето на одлуката дали треба или не треба да го роди. Понатаму во ситуации кога бременоста е последица на насилство во смисла на инцест, на родосквернавање, доколку е последица на акт на силување, на акт врз немојно лице, на малолетно лице и така натаму, тоа се условите кои даваат можност да после 12-та до 22-та седмица се направи интервенцијата, односно прекинот на бременоста. Би сакала да најдаме да ви коментирам за вашата констатација. После 22-та седмица ги воведуваме комисиите. Првостепена и второстепена комисија. До 22-та е само матичен гинеколог. Тоа е само гинекологот, меѓутоа гинекологот има право после 12-та недела, нели во периодот од 12 до 22 се прават абортуси само по овие индикации што ги наведов, има право гинекологот да побера мислење од друг колега гинеколог, односно лекар специјалист од областа заради од која што жената има некое страдање, односно има болест која што би довела компликација. Така да тоа е основната измена во целава оваа постапка. Претходниот закон предвидуваше да жената во рок од една година после направен абортус да не може во текот на истата година да повтори ова интервенција. Сега и таа можност се отстранува. И една многу важна, да речам, работа е што се укинува тоа пристрасно советување на жената, кое што беше воведено со
посебен правилник како подзаконски акт од страна на министерот за здравство тогаш Тодоров на начинот на кој што треба жената да се советува. Тоа беше 3 дена или 72 часа да се изврши пред интервенцијата да задолжително советување на жената, а пред советувањето жената мораше со своето барање да приложи како доказ ултразвучна динамична слика на плодот, при тоа и беа пуштани тоновите на плодот и се оставаше период после ова советување кој беше многу пристрасно. Значи би сакала малку повеќе да говорам за тоа кои елементи. Имате шанса затоа што имаме ние од такво советувалиште овде исто така поканата гостинка и верувам дека може и конкретно да не кажете какви биле тие советувања, затоа што и на вашиот вебсайт во таа насока и дали ви беше дозволено да одите во болниците и да ги советувате родилките по ова, како што кажа пратеничката Шакпаска, да се пушта ултразвук, да се влие директно или индиректно на нејзе и слично. И не само тоа, целиот тој закон. Токму така. Најпрво благодарам за поканата. Што се однесува до советувањата, нашиот центар е единствено од ваков вид во Македонија за советување на жени со непланирана бременост и репродуктивна загуба. Под репродуктивна загуба ги наведуваме намерниот абортус и спонтаниот абортус. Затоа што дури вчера рекоа на дебатата дека и во самите болници постојат советувања пред и после абортус. Кога станува збор за советувањата што ние конкретно ги нудиме, тие се од медицински лица и од психолози кои што имаат обуки и овде во Македонија, но и во странство. И советувањата се, ама не се пристрасни. Затоа што кога се разговара со психолог, психологот не смее да заземе страна. Иако може би има свој став, свое мислење по однос на прашањето, сепак не треба по протокол да завземе страна што ќе ја држи и ќе ја советува жената. Значи правото на жената да одлучи што ќе прави со својата бременост е нејзина. И кога станува збор за пристрасни советувања, имавме случај на мајка која што беше бремена по 6-ти пат со своето 6-то дете и од локалната болница беше упатена овде во Скопје на абортус. Незиниот лекар, бидејќи беше веќе во подмината бременост, некаде при крајот на 4-ти кон 5-ти месец, незиниот лекар овде во Скопје ја советуваше да размисли за опцијата посвојување. Затоа што сепак напредна бременост, доколку дојде до абортус, тоа бебе дури да се роди живо може да преживее во таа недела. Опцијата посвојување на самиот доктор му беше најлогична за тоа семејство. Додека пак социјалниот работник ги убедуваше дека тие мора по било која цена да абортираат затоа што немаат пари да чуваат дете. Значи во овој случај имаме пристрасно советување. Но кога вие разговарате со жената, вие треба нејзе да ги кажете сите опции што таа ги има. Да, меѓутоа и овој закон предвидува социјален работник да ги каже условите во кои што живее. Работник нема да биде пристрасен. Исто така и лекарот. И во овој случај, на пример, кога се вклучува социјалниот работник и кога се зема тој социјален дел за семејството, се прави јасна дискриминација, затоа што оние жени кои што имаат услови да чуваат деца, може да чуваат деца. Тие жени кои што не се финансиски стабилни, значи нема да можат да имаат деца, не може да се дозволи. Ова прашање комплексно, верувам дека ќе предизвика дебата, имаме и за други точки. Хера беше заедно со целата платформа за родова еднаквост многу против овој закон донесен во 2013, организиравте протести во тоа време, во кои што имавте слогани кои што директно му ги упативте на тогашниот министер Тодоров, кои се однесува на законот дека е рестриктивен и побаравте дури Уставниот суд да разговара за него, меѓутоа Уставниот суд сметаше дека не е против уставен. Баравте да се повлече законот, имавте разни Тодоров подалеку од мојата матка беше еден од највпечатливите. Меѓутоа, со оглед на ова што го кажува вашата колешка од другата невладина организација, факт е дека секој случај е случај за себе и секој не може да се генерализираат состојбите. Верувам па дека имате можеби различни примери од незиниот. Меѓутоа, кои се вашите контраставови ова? Сакам да потенцирам дека сегашниот текст на законот ќе се дополнам на што претходно беше кажано, што се придобивките. Придобивките се тоа што не се наметнува задолжително советување, што е случај со постоечкиот закон. Нашето законодавство не познава задолжително советување за било која медицинска интервенција, па тоа истото треба да се примени во овој случај.
Тоа не значи дека не може жената доколку сака да се советува да добие информации кои што се базирани на докази, информации кои што ќе ја помогнат да свати како би течела процедурата, како може да ги намали болките, како може да ги ублажи последиците од интервенцијата. Значи ова би било контрасоветување вашето беше како да го задржи плодот? Не, нашето советување беше кои се нејзините опции што таа ги има. Затоа што вие имате жени кои што доаѓаат од рурални средини, кои што се посоветувани од своето семејство, ако станува збор за повеќе детно семејство, се посоветувани дека мора да абортираат. А може да станува збор за дека жената не сака да абортира, сака да го задржи бебето. Во овој случај на постоечкиот закон и правилникот упатуваат на советување кој што вели за да ја советува за придобивките од продолжување на бременоста и штетните последици од прекинувањето на бременост. Тоа се дава опција една и друга. Ама двете опции се насочени кон продолжување на бременоста затоа што абортусот е штетен. Ама сепак жената треба да има советување. Жената сепак треба да знае кои се последиците од абортусот. Да се презентира информациите на жената која сака да прекине бременост. Не и форсирање на несакана бременост, износување на несакана бременост, ниту пак перпетуирање на тие митови околу штетноста на абортусот. Доколку жена одлучила да прекине бременост, ќе ја прекине. Вие само со тие информации ќе ја одвратите и ќе ја упатите тоа да го направи во небезбедни услови. Идејата и на светска здравствена, и на овој закон, и на другите стандарди за човекови права е вие да направите безбедна средина со информации базирани на докази на милионски примери, од основа на кои што се направени стандарди. Само да се надоврзам, да. Значи, кога говориме, треба да говориме со факти. Ова е тој фамозен правилник од Министерството за здравство. Вчера го покажав и на јавната расправа. Што е за вас во членот 3 многу јасно стои дека жената се советува за ризиците и последиците што ќе ги има по низиното здравје доколку подлегне на интервенцијата, односно се одлучи да ја прави интервенцијата. Значи, говори за тоа какви последици, тоа е во правец на да се заплаши жената за тоа дека ќе има штетни последици во низиното здравје. И дотаму оди небулозата во овој правилник и вчера ја коментирав на јавната расправа дека доколку таа се откаже од намерата да ја заврши бременоста, нема да има никакви последици ниту во правата од здравствено осигурување. Значи, луѓето правата од здравствено осигурување ги добиваат врз основа на платени придонеси за здравствено осигурување. Дозволете да се доискажам. Луѓето кои што немаат плата, немаат придонеси преку различни програми, преку Министерството за здравство и Министерството за труд имаат уплата на средства за здравствено осигурување. Значи, ова е се, само не е давање на жената можност да избира. Ова единствениот избор на жената е после ваквото советување, пристрасно, и после кое уште 3 дена имате задолжително чекање после дадениот овој совет, за жената се предомисли. Се одеше во правец на тоа да се стимулира жената да раѓа. А што имате против раѓањето? Немаме ништо против раѓањето. Не сакам, знаете како? Жената може да се одлучи и да роди. Ние тука не сме, верувам, ни Наташа, еве јас ќе си дозволам да зборувам во моје име само. Значи ние не дојдовме тука да го афирмираме абортусот како средство за контрацепција, напротив. Меѓутоа не треба па ни тој абортус да се прави фама. Тоа представува една медицинска интервенција која што согласно медицина базирана на докази е безбедна доколку се остварува во услови и од стручни компетентни лица согласно закон. И ние од тоа не се оградуваме. Значи со абортус вие не правите контрацепција, тоа е последица на лошото функционирање и слабостите на здравствениот систем во периодот и годините наназад. Сакам само да напоменам кога ме прашавте за новостите во новиот закон, тука се воведува и медикаментозен абортус, кој што до 9-та гестацијска недела може да се оствари на ниво на примарна здравствена заштита. Затоа што согласно експертизите што се правени од гинеколози и стручњаци од оваа област е докажано дека до тој период може да се прави и на ниво на примарна заштита, а после тоа исклучиво во болнички услови под континуиран болнички докторски надзор на жената која што ќе подлегне, односно која што ќе се одлучи да ја прави оваа интервенција. Светлана, вие дали еве рековте и објаснија дека не се против раѓањето, меѓутоа дали сметате дека новиот закон ќе го намали наталитетот во Република Северна Македонија, односно кај нас, и дека тоа е можеби стравувањето или пак сооченоста со новиот начин на живење, општеството, раѓањето на помалку деца? Значи, дали вашата улога е да ги инспирирате жените да раѓаат повеќе преку ова ваше советување? Затоа што тука има многу дилеми. Пак ќе речам, секој случај е случај за себе, меѓутоа факт е дека жената сама одлучува како мајка дали ќе задржи дете или не, дали може да му пружи
заштита и да го чува или не и во какви околности тоа дете ќе расте. Заради тоа верувам дека и социјалните работници се вклучени, бидејќи гледаме разни примери на семејно наследство, злоставување на деца, напуштеност на деца и слично. Наталитетот во Република Македонија е во опаѓање во последниве 30 години. Значи не е само во последниве неколку години, туку во последниве 30 години. Ако ги земете бројките колку раѓања имало, да речеме, крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години, и колку раѓања имаме сега, разликата е со некои 10.000 раѓања годишно. И тоа е страшна бројка. Нешто се должи и на иселувањето, што е шокирачки во последниве неколку години, но исто така се должи и на нераѓањето, значи и на зголемениот број на абортуси. Кој би бил главниот ваш мотив за некоја жена да може во тие 3 дена, ако може да се разубеди, да го роди и 6-то или 7-то дете? Конкретно, она што ние сакаме е жената да добие добри информации и според тие информации таа да донесе одлука, базирана на сето тоа што таа ќе го дознае. Абортусот можеби е безбедна хируршка интервенција, но сепак е интервенција со последици. Не мора да значи дека кај секоја жена ќе има некаква последица, но факт е дека имаме случаеви каде што дошло до перфорација на матката, до не уништување, но повредување на зидот на самата матка, дошло до креварење, имало случаеви на сепса, имало случаеви каде што интервенцијата била толку лошо изведена што дошло и до стерилитет. Пак ќе нагласам, не кај сите жени, но има голем број на случаеви. Што се однесува до медикаментозниот абортус што се воведува, значи доволно е страшен фактот дека денешниве тинејџерки земаат таблети ден потоа како да се бомбони. Значи, тие таблети може да ги набават во аптека, се впуштаат во небезбедни сексуални односи, земаат потоа таблети ден потоа и продолжуваат како ништо да не бил. Дори самите лекари ги препорачуваат овие таблети да не се земаат толку често, туку да помине одреден период пред да се земе следната таблета. Но тие тоа го прават, го прават, значи без да бидат доволно информирани. Со овој медикаментозен абортус, тој ќе се врши без лекарски надзор, затоа што таблетите се, таблетите, значи говорите за работи кои не се така. Значи за медикаментозниот абортус се потребни меѓу 36 и 72 часа за да се изврши така. Ама дали таа девојка или жена ќе биде хоспитализирана во тие 36 до 72 часа или пак ќе се даде првата таблета во болницата, ќе се испрети таа дома и после медицина базирана на докази. Би сакала да се вклучам. Ајде сега тука околу ова да го завршиме дебатирањето, затоа што само да се доискажам. Значи при медикаментозниот абортус, веќе ја пратите нејзе дома. Дали таа знае што се може да и се случи дома? Чекаме дали со законот е предвидено дека тој медикамент не сме да се земе во аптека на слободно, мора да е пропишан од лекар. Апсолутно, ние говориме за второто, дали ќе биде следена од гинеколог и да не сме да се најдат на црниот или на слободниот пазар. Ние говориме за медикаментозен абортус кој што ќе биде под строга контрола и надзор на гинеколог. Ќе има динамика како се примаат таблетите, на кој начин, кои симптоми жената треба да ги препознае, дали ќе има продолжено крварење, дали ќе се појави температура, дали ќе се појави треска или нешто што не е нормален тек после примањето на тие таблети. Сакам малку да ми дозволите за статистиката. Целта само на законот, да го завршиме делот со медикаментот, како е вашето советување во однос на советувањето, сакам да кажам, негативните примери кои што ги спомна и опасностите од спроведувањето на како што спомна перфорација, сепса и крварење. Тоа треба да биде дел од базираното советување базирано на докази. Не треба да се заплашува со 1% случаите, туку треба да и се каже на жената кои се придобивките, која е процедурата и која е малата веројатност. Не да се заплашува со исклучоците дека тоа е нешто што се случува при секој спроведување на прекинување на време. Постои веројатност, па тоа треба да се каже. Колку е тоа статистичка интервенција, треба да се знае. Тоа е научно базирано советување, а не пристрасно советување за треба по претпоставка дека секој абортус ќе заврши со потенцијални. Ама затоа јас реков кај некој од жените, не кај сите. Во однос на тинејџерките, во однос на таблетите ден потоа, ние се согласуваме дека овој закон е само дел од целата алка која што треба да се состави
да се реши. Системски да се реши проблемот за репродуктивно здравје на жените. Спаѓа пристап до контрацепција, пристап до сеопфатно сексуално образование, каде што младите уште од најмала возраст ќе добијат информација, па ќе се превенираат ситуација за секојдневно земање. Добро, не можете ви во градинка да ги учите децата како во градинка да ги учите децата како треба да имаат секс и како треба да се заштитат. Значи вие на 6 годишна возраст ќе ги организирате, работите, не е тоа. Родовите улоги ги учите на. Имаше идеи за водување на вакви часови и претходно. Јас би сакала малку за статистиката. Значи целта, кои се најголемите ризици од абортус, верувам во таа насока или овие што ги спомнате? Статистиките за тоа. Законот беше донесен за зголемување на наталитетот во Република Македонија. Тоа се тезите со кои што една од тезите и тие морбидни реклами кои што за кои беа потрошени 3 милиони евра во изминатиот период во смисла за повеќе детно семејство, избери живот и така натаму. Имаше реклама во однос на абортусот која што се дискутираше во Агенцијата за аудиовизуелни. Да, жената каде се представува како убиец, статистиката покажува нешто сосема друго. Јас ги имав бројките пред носењето и после носењето на законот. Ако во 2013 година кога се донесе законот, бројот на новородени деца е 23.138, во 2017 последната бројка од Државен завод за статистика е 21.754. Уште една бројка со која сакам вака да ги соочам и граѓаните кои што ја следат емисијата. Значи бројот на абортуси на возраст по 20 години. 2013 бил 237, а 2017 142. Се остава впечаток дека оваа бројка на абортуси на малолетнички се намалува. Меѓутоа знаете дека беше фрапантен податокот за 706 раѓања на малолетнички кој што беше лиферуван од страна на Државниот завод за статистика. Од друга страна, за бројот на абортуси, има голем број на абортуси кои што се наоѓаат во црната зона, затоа што голем број на абортуси се работеат во несоодветни услови согласно пречките кои што ги правеше важечкото законско решение и тие кога реши некоја девојка, жена, особено вие ги спомнавте руралните жени. Знаете ли колку беше оневозможено пристапот на абортус на жените од рурална средина? Еве, јас доаѓам од Малешевијата. Значи, прво е потребно да стигне во првиот град каде што треба да биде прегледана ултразвучен преглед за да се види срцеви тонови и сето тоа за да биде предуслов за понатаму да поднеси писмено барање за да поднеси барање, да дознае прво дека е бремена, па да оди на советување, па да се врати повторно назад, па да чека 3 дена, па дури потоа да подлегне на интервенција. И се случуваше во тој период да биде надмината 10-та недела и да биде соочена со комисиско барање за прекин на бременоста. Да жени кои што се особено е тешка ситуацијата жени кои што се финансиски зависни од сопрузите, од своите партнери. Млади девојки и особено немажени девојки во рурални средини. Тука традиционалните стереотипи, родовата поставеноста на родовите во општеството има сериозно влијание врз можноста за жената која има и со устав загарантирано право и согласно сите конвенции да го направи изборот за своето тело. Тоа значи моје тело, мој избор. Јас сакам да одлучувам колку деца ќе раѓам. Јас се согласувам со тоа дека имате други бројки или се истите бројки? Не, овие се истите. Значи овие се бројки од Државен завод за статистика. Но јасно се гледа дека меѓу 2008 и 2016 бројот на абортуси е намален. Ќе дозволите законот, вашиот закон е 2013. Не можете статистика да правите. Статистиката не ја споредувајте. Еве, во 2013 е донесен законот, во 2016 исто бројот на абортуси е намален. Точно е дека има абортуси кои што се правени во несоодветни услови, се правени во мали ординации, не се пријавувани. Тие абортуси завршуваат како случајот со пациентот со сепса што ама да се пријавуваат сите, да се пријавувале сите број на абортуси. А кој ќе ги пријави кога се врши незаконски? Кој ќе ги пријави кога се вршат во незаконски услови, во ординации што се надвор од здравствениот систем? Е многу поголема. Многу поголем. Па тоа се недостатоците за кои Наташа говореше. Ние годишно може да имаме и до 30.000 абортуси. Тоа значи дека еден град како Кочани, од каде што потекнувам јас, може да го снема за една година. Што тоа зборувате? Е 30.000. Што зборувате? Ама тоа е на што ги темените тие ваши ставови дека 30.000 жени од Кочани ќе абортираат? Ние не промовираме господи абортус. Значи вие годишно промовираме право на жената да одлучи за своето репродуктивно здравје, за бројот на деца. Прво, станува збор за тело во незиното тело. Па според уставот ДНК, со различни гени, со два пулса. Да се направи дебата. Согласно уставот таа има не само правото и обврска да се грижи за сопственото здравје.
Од друга страна, и јас доаѓам од мала средина, работиме ние со жени од руралните средини. И многу добро знам во каква улога се наоѓаат тие жени. Ја прекинам дебатата со еден, за жал, тежок случај денеска, се случило чедоморство во село Баница во Струмица и мислам дека тоа дава пример за целите околности и услови во кои што се наоѓаат младите девојки, таа имала 19 години, заради немање доволно едукација, можеби не смеела да се соочи, само знаеме дека имаме се случило. Имало раѓање и бебето е мртво. Значи јас за тоа сакам да го погледнеме овој прилог затоа што ги става сите овие работи во едно. Дали имало едукација, дали била подготвена, дали имала можност да направи некој друг избор, дали имала поддршка од семејството. За жал вакви случаи имавме и во 2016 година, не е единствен случај, па да го видиме. 19-годишната девојка закрепнува на гинеколошкото одделение во Струмичката болница по породувањето во неделата вечерта кое што се случило во семејниот дом во Баница. Доктор Митко Киров, гинекологот кој што ја примил родилката, вели дека девојката била донесена во многу лоша состојба. Изговорот беше демек имале однос со дечкото и крвар, меѓутоа на преглед утврдив дека се работи за породување. Имаше доста обилно крварење, пациентката беше скоро искрварена, шокирана, затоа што имаше остатоци од плацента, од постелката. Подхитно се направи тука на одделението ревизија, се смири крварењето, имаше како најверојатно имала помош за време на раѓањето, нестручно водено, со повеќе расцепи, сушиена тука, нали, крварењето сопрано, требувано 2 единици на соодветна крв, испитување прво на крвна група, РХ факторот и пациентката немаше ништо кај неа. Полициски екипи уште истата вечер биле во нејзиниот дом каде се пронајдени докази дека е извршено породување, но го немало бебето. Од СВР Струмица денеска информираа дека мртвото тело на новороденчето е пронајдено во јама и по наредба на јавниот обвинител дадено на обдукција. Повеќето жители на Баница не слушнале за случајот со родилката од нивното населено место. Оние пак што знаеа не сакаа да го коментираат. Примероци од крв се земени за анализа од мајката, членови на семејството, но и од мажот со кој таа била во врска. Истрагата треба да ги открие причините и мотивите зошто девојката е породена дома, но и кој го фрлил бебето во полско веце. Светлана, дали има примери и дали имате нотирано извинете, Наташа, вакви случаи со Светлана пред малку разговаравме, или пак нотирано случаи на абортуси на црно или искуства кои што вика од жени што тоа го направили? Да, секако. И токму како резултат на бариерите во овој закон, Хера баш пред неколку месеци го заврши своето истражување каде што се констатира бројки се потврдија дека жена која што одлучила да абортира без разлика дали било дозволено или недозволено, дали била после 12-та недела или било ограничен пристапот во јавно здравство, тоа го направила на начин на кој што се snашла во моментот. Исто така, јас сакам да потенцирам дека додека го работевме законот, во работната група некои од гинеколозите потенцира дека се зголемен бројот на спонтани абортуси, а тие спонтани абортуси се всушност како резултат на употребата на таблетите кои што сега треба да бидат контролирано воведени како медикаментоза. Значи, ние имаме пракса на употреба на медикаментозен абортус низ Македонија во неконтролирани услови кои што не знаеме секогаш како се следела, кој ги давал и како течело понатаму ефектите од медикаментозниот абортус. Значи, зголемувањето на бројот на спонтани абортуси може да укажува на употреба на медикаментозен абортус и токму овој закон има за цел сето тоа да го стави во легална рамка, да овозможи што полесен пристап до одмината недела на жените да дојдат во јавните здравствени установи и овие случаи да се евидентираат. Преку евидентирање на овие случаи ние ќе ги утврдиме причините за непланираната, несаканата бременост и причините за прекинувањето на бременост и на тој начин ќе може да се делува на причините. Дали е недостатокот на пристап до контрацепција, дали е недостатокот на информации за сексуално репродуктивно здравје, дали е насилството причина за непланирана несакана бременост. Покажа се во едно. Светлана, дали имате обратен пример на принуда на жена да ја прекина бременоста или притисок од семејството да ја прекина бременоста? Да. Имавме случаи каде што и малолетна девојка
беше принудена од социјалниот работник да абортира. И таа ја криеше својата бременност, се дури не помина третиот месец, каде што веќе не е законски за да абортира, затоа што сакаше да го роди. Се станува збор за повозрасен тинејџер, за 17 годишна девојка. Таа беше присилена да абортира од социјалниот работник. Исто така имаме случаеви каде што жени кои што навистина сакаат да родат, на сила се донесени во болниците за да абортираат. Имаше девојка која што во 6-тиот месец беше однесена во една од соседните држави да абортира. Каде се сега нејзините права? Значи кога зборуваме за вакви работи, треба да, ако зборуваме за права на жените, треба да ги застапуваме сите жени, а не само оние жени кои што сакаат да абортираат. Затоа што има правото на избор со законов. Овој закон воопшто не навлегува во правото на избор. Апсолутно. Без разлика на принуда, присила и така натаму. Има случаи каде што жената не смее да пријави дека насила е донесена. Не смее да пријави. Тоа се слабостите на системот кој со работа во општеството преку социјалните служби треба да се откријат. Доколку има советување, таа ќе се чувствува слободна да каже дека е жртва на насилие. Ова беше пристрасно насилство. Не да го спречите. Имаше пристрасно советување. Ама може да интервенирате. Може да интервенирате. Ви доаѓа жена на советување. Најдвор ја чека насилникот и таа може во доверба да ви каже јас не сакам да абортирам или јас сакам да абортирам, а сум овде донесена правото на избор. Значи таа има право за права, не говориме за принуда. Принудата како исклучоци не треба да биде доминантна нормално, јас како жена прва станувам за правото на избор. Значи кога мене ми се дава нешто, јас сакам да имам повеќе опции за да изберам. А значи кога доаѓа жена и вие велите имате право да изберете абортус, значи најлогично е таа да помисли, па добра, абортусот веројатно е единственото Ние не го нудиме како психолошка клиника во Скопје, нудиме жената самата да го направи изборот. Ако жената е бремена по трети, четврти, пети, шести пат, значи гинеколозите не нудат гинекологот е одлука во име на жената. Која жена ќе дозволи, ви се молам? Кој ќе дозволи некој за вас? Бевте вчера на дебатата не така, гинеколозите не кажа клиника. 99% од жените кои одлучиле ќе направат. Ќе абортира. Ама јас го тврдам тоа. 3 дена чекаат дека закон не ги предомислиле. Само може да ги втера во првата илегална ординација и таму да го завршат. Да абортираат, ќе абортираат без оглед на се и ќе најдат што правиме со оние што не знаат што да прават. Што правиме со оние? Ама постои разговор до гинекологот. Дали и како гинекологот има тие обезбедено. Значи, жена која што сака видете. Социјалниот не е вклучен. Социјалниот е во комисиите дури после 22 не е вклучен. Дојде тај на разговор кај гинекологот на преглед и утврдува дека е бремена и дека сака да прекине бременоста. Тогаш и пред да изврши интервенцијата докторот и ги споделува сите информации. Кој ќе контролира докторот колку тоа, знаете како, ова беше и претходно, па се прекина со овој закон, па сега е повторно. А зошто докторот би сугерила по секоја цена дека тој треба да ги предучи сите можности, на кој начин, методите, како се изведува абортусот, последиците штетни, ако одлучи да го роди детето, одлуката сама треба да донеси. Целта на законот е ние сами да носиме одлуки за себе. Затоа што, како што споменаа моите соговорнички претходно, ако таа решила да абортира, таа ќе го направи абортусот. И знаете што влегува во онаа црна зона на криминални абортуси за кои ние не знаеме. Дознаваме само за оние со најтешки компликации по здравјето на жената во смисла на сепса, на крварења, а не знаеме колку од нив што не дошле да побараат како компликација на криминален абортус лекарска помош, а останале стерилни. Значи се соочуваат со стерилитет и тоа никогаш во животот повеќе да нема деца. Не, за жал се покажа проблемот е тоа дека со пациентот кој почина од сепса дека во Македонија се вршат операции во услови кои не се пропишани или без дозвола и не ги исполнуваат стандардите за медицина. Тоа е проблем на здравствениот систем. Нема да се реши тој проблем со овој закон. Овој закон напротив ќе го намали бројот на илегални абортуси, затоа што жената е слободна до 22 недела може да одлучува. Незината одлука е во центарот. Имате ли бројки на илегални абортуси? Не можете да знаете до тие бројки. Не може. Кој би пријавил? Освен оние со компликации кои што се пријавиле во здравство затоа што бараат помош во најчесто во јавното здравство и докторот кој што ќе го дозаврши веќе почнатиот абортус или кој се бори со компликација има обврска да ја пријави таа интервенција согласно важечкото решение кај
директорот во рок од 3 дена кај кај комисијата кој што... Да, ама имате гинеколози кои што лично мене ми имаат кажано дека во такви случаеви тие се должни дури да го пријават самиот доктор кој што ја започнал таа интервенција, но од почит кон своите колеги тие нема да го наведат името, затоа што сепак ако доколку се знаат нема да го наведат името за да го заштитат колегата, а самата интервенција ќе ја заведат како крварење или како спонтан абортус. Значи, поентата е желата да не ја доведеме во ваква ситуација. Да, пристапот до абортус и биде олеснет, да нема административни бариери, да и биде гарантиран дека тоа ќе биде сигурен и безбеден. Гинекологот ќе ги прави тие советувања. Од кај јас да знам дека гинекологот нема да биде пристрасен и ќе завземе страна. Зошто би било? А зошто верувате на било кој го направи? Предрасуди тргнувате во процес. Пред секоја медицинска интервенција вие добивате информација од лекар. Пишува писмена согласност и за апендицит и за се. Знаете како? И вадење на ЗАП е медицинска интервенција. Луѓето мислат дека е безазлено, некогаш може и тоа да заврши со сериозна компликација околу советувањето пристрасно заради тоа се лекарите. Од друга страна, само значи велите дека гинеколозите ќе ја информираат жената за начинот, за методите, пристапот и за контрацепција. Кажете ми, еве, например, доаѓа жена во 16-та недела од бременост. Дали гинекологот на вистина ќе информира како се врши интервенцијата, значи како ќе го направи абортусот, чекор по чекор, или само ќе каже, па вие со локална анестезија нема да почувствувате ништо, интервенцијата ќе биде завршена. Како мислите да кажува чекор по чекор? Значи, ако веќе кажувате... Целата процедура, интервенцијата на... Ако веќе зборувате за методика... исто не ми раскажува. Никаде не ги кажува процедурата. Зошто да не ли е неизино? Може и медикаментозен абортус да се случи ако дава е во болница. информација толку колку што е потребно да За знае, пациентот за да не знае жената, да, и после например жена после болки дали ќе има ќе нема крварење. Знаете како до сегашното советување се врши во 16-та недела. Бебето се распарчува, се вади дел по дел. Како бебето не е родено, тоа е плод во матката кој што е инкомпатибилен со животот. Светска здравствена организација вели до 22-та седмица гестатиска е абортус. Тоа не може да живее, не може да живее, не може да обстани. После 23-та недела. Ама кај нас ќе биде дозволени после 22-та недела. Иако мислите, посебна индикација ако има малформација, и после 22-та недела. А што ако Имате вие зависи од развојот на здравствена система различна. 10 години барем јас. Имате вие случаи за 20 имам прашање за ваше задолжително советување е во Германија, Холандија, Франција, Белгија. Тоа бе аргументите на ВМРО-ДПМН кога го носеше законот во 2013 година, а ова се земји кои што се во Европската унија. Значи, при носењето на законската регулатива секој си тргнува од сопствените услови, од сопственото поднебие, од карактерот, системот како е организиран здравство. Ние не можеме да се споредиме со тие земји. Не можете вие тие искуства да ги пресликате едноставно во нашите услови. Факт е дека кај нас недостасува ова сеопфатно сексуално образование, воспитување на жените за начинот за контрацепција, што представува самиот акт на сексуалниот чин уште од најмлада возраст, затоа што податоците говорат за тоа дека нашите млади многу рано почнуваат со сексуален живот неподготвени, точно затоа што им се ускратени во процесот на образование информациите на кој начин да се заштитат од несакана бременост, од сексуално преносливи болести и од компликации кои што би се јавиле доколку се одлучат на чекор, доколку се работи за малолетно, се разбират и ќе се обидат и без да информираат семејството да завршат со таа бременост. Значи, јас не сметам дека искуствата што се од тие земји треба да бидат пресликано конкретно во нашата земја на исти начин како што се таму. Различни се факторите кои што влијаат во одредени општества, влијанието на други фактори во општеството, треба да имаме предвид дека кај нас имаме закон за права на пациенти кој се применува за сите интервенции. Кај нас закон за права на пациенти не преследува советување. Да, тоа е тоа што Светлана исто и точно не можам да знам дали на вистина уште една работа сакам во врска со советувањето. Јас се повикав вчера на членот 12 од Законот за заштита на правата на пациентите. Пациентот има право да одбие информација за својата здравствена состојба.
Не, едноставно не сака да прима информации, кажа вчера освен во живото загрозувачки состојби и одлуката за неговото здравје носи докторот затоа што пациентот не резонира и расудува. Меѓутоа свесен пациент може да рече дека не сака да прима информации, тоа изричито е наведено во член 12 од Законот за заштита на преточено во овој закон, само да појасниме. Преточено во овој закон, она што го кажа пратеничката, тоа значи дека жената вели, јас сакам да абортирам и не сакам ништо да знам што ќе се случи со мене. Само сакам да ја прекинам бременоста. Може да се повика на Законот за пациенти. Може. Апсолутно. Што во тој случај, дали имавте такви случаи, затоа што факт е дека одредбите од Законот за пациенти беа во спротивност пак со овие одредби. Сугестибилното советување согласно правилникот. Видете, ако жената не сака да прими информации, вие не можете на сила незе да ги дадете. Вие мислам можете. Законот тоа го предвидуваше претходниот, нели? Вие можете на незе да ги кажете. Услов за да се прекине бременоста, жената одбие да прима информации. Ајде конкретно кажете ми, дозволете. Советувањата кога се одвиваат еден на еден. И таа жена, ако на вас ви каже дека не сака да прими информации... Како постапувате вие? Значи, кај нас советувањата се доброволни. Кај нас жените доаѓаат... Еве одбива, јас сум пациентка. Ќе ми дозволите класично да доовиме тоа? Значи, јас не ги вршам вршам задолжителните советувања. Не, во ред. Кај нас жените доаѓаат доброволно. Значи, ако она веќе дошла во мојот центар на советување... Тоа значи ќе прими советување. Тоа значи дека таа сака да добие информации. А што согласно правилникот, ако не сака да биде советувана, таа нема право да пристапи, не може да пристапи, вие го спречувате, затоа давате потврда дека задолжително советување е бариера. Ако видете сега, значи факт е дека тој закон што се донесе во 2013-та и како се кршеше во самите болници. Се прекршуваше. Ама не беше изречена, не е суштината да носиме закони кои нема да се почитуваат и ќе бидат кршени. На крајот на краиштата и Никола Тодоров се извини на жените за овој закон што беше донесен во 2013. Се извини за многу работи, нема да навлегувам. Дозволете сега. При самото ако ми дозволите сега, јас мислам да се доискажам. Ме праша, сакам да одговорам. Значи, одговорете и реплицирајте, ајде да бидеме како во парламент. Парламентарни да сме. Да. Значи, при самите советувања што се одвиваат во нашиот центар. Кога жената веќе дошла, тоа значи дека таа дошла за да добие информации. И ако кога разговара со советникот и ако одлучи дека во еден момент е доста, тоа е доста, станува и се заминува. Вие не можете на жените кои не сакаат да се советуваат, не може да пристапат на абортус. Па за тоа значи, согласно важечкото законско решение за прекид на бременоста, жената треба да потврди дека била на советување и да почека уште 3 дополнителни задолжителни, облигаторно 3 дена мора да чека пред да пристапи понатаму на интервенција. За да размисли. Борет, ама зошто да на кој начин ќе пристапи ако не не може ништо да направи. Не може да пристапи согласно. Мора да има потврда за советување. Што им дававте на тие што не сакаат да дојдат на советување? Тие доаѓаат во нашиот центар. Пример, ако не сакаат. Центарот не е дел од клиничкиот го кршен законот во тој случај. Што ако тогаш значи вие да издававте лажни потврди дека таа била на советување, а била информација? Што им дававте на тие жени? Јас не можам да потпишам дека некоја жена била кај мене, а таа не била. Значи таа не можам да потпишам. Тогаш нема право на абортус. Вие правите бариера. Чекајте се. Значи, ако таа дошла кај мене и побара потврда дека била на советување, во тој случај таа мора да присуствува на советување. Јас не можам незе да ја потпишам и да ја кажам да, вие ги слушнавте сите информации, еве ви ја потврдата, одете абортирајте. А да не го кажам тоа. Ама законот обврзува советување претходниот закон. Легално да абортира, туку ќе абортира. Во самите не се работи во однос на совест, во самите болници имаше случаеви во многу од болниците низ Македонија, каде што жените добиваа потврди, а воопшто не беа на советување. Ке одиме со реклами, беа предвидени казни со апсолутно многу високи казни. Беа високи, драконски казни, имаше високи парични казни и за докторите поврзано со казните, ако може Ивона, додека сме кај 3 дена чекање и високите казни, ние се соочивме непосредно по донесување на закон со 3 случаи на жени чекаа со 3 дена со мртов плод. Заради тоа што лекарите се плашаа дека ќе бидат казнети, тогаш се уште беше започнуваше со примена законот. Значи како резултат на високите казни беа одбиени да им се пружи веднаш услуга, туку беа оставени да чекаат 3 дена со мртов плод. Од 2 до 5.000 на лекарите беше казната. Пауза за реклами и ќе продолжиме со дебатата во однос на измените на законот за прекид на бременоста. Во текот на паузата за реклами дебатираме токму и за тоа дали со новиот предлог закон има ограничување. Вие наметнавте таа дилема во однос на времето до кога смее, до кога не смее да се
прекина бременоста, што предвидува новиот закон и дали остава простор до крајот на бременоста комисиски ако се дозволи да се прекине бременоста и да се прекине. Значи мора ова да го разјасниме. Во новиот закон е предвидено до 12-та недела матичниот гинеколог да изврши интервенцијата, а меѓу 12-та и 22-та недела само по одредени индикации. И тука во членот 4 многу јасно се наведени медицинските индикации кога се утврди дека бременоста представува опасност по животот на жената. Понатаму врз основа на научни сознанија кога се очекува дека детето ќе се роди со малформации. Доколку дошло до зачнување во оние ситуации за кои што претходно говоревме, родосквернавање, инцест, немојкни лица, или доколку ќе се утврди дека во текот на бременоста или по породување би можела жената да дојде во тешки материјални, социјални и други прилики кои што ќе имаат штетно влијание врз нејзиното здравје. Што по 22-та недела? Значи, и до крајот на бременоста. Знаете како? Комисиите кои што одлучуваат тогаш ќе ја донесат вистинската одлука. Доколку ниедно од овие критериуми не е исполнето, кој би се дрзнал да дава мислење за прекин на бременоста после 22-та недела. Значи, абортусот, и како што кажавме, до 22-та недела е абортус. После тоа представува фактички предвремено раѓање. Во медицината така е дефинирано. После 22-та недела значи предвремено раѓање. Мора да има некои сериозни индикации. Јас мислам од моето, јас сум интернист по вокација, меѓутоа треба да се тоа животозагрозувачки сериозни ситуации кои што го и малформации сериозни и тешки, затоа што разговарајќи со колеги гинеколози пред да дојдам во емисија, дојдов до информација дека некои малформации многу доцна ултразвучно се дијагностицираат меѓу 18-та и 22-та седмица. И сега вие да осудите жена да стане мајка на дете кое што во старте се знае дека ќе биде со малформации, навистина представува уште пред да го роди представува сериозен терет и обично тука има и оправдано за да се прекине таа бременост. Наташа, дали има податоци за прекин на бременост по 22-та недела и како е во Македонија во однос на ова прашање и вие Светлана за вас исто ова? Па ние за време на подготовката на законот разговаравме со гинеколозите кои беа дел од работната група и самите истакна нема бројки со кои официјални со кои располагаат, но кажа дека тоа се многу мал број на случаи на прекинување на бременост во поодминати недели. Но и дали имало конкретна причина за тоа? Да, најчесто се малформации или проблеми со здравјето на жената. Но овој закон дозволува да се прекине бременоста и од други причини, социјални причини, доколку носењето на бременоста ќе предизвика сериозни последици и по менталното здравје. Претеничката ја кажа дефиницијата за здравје. Не е само физичкото здравје, туку и менталното здравје. Ако изнесувањето на бременоста поради социјалните причини во моментот на барањето за прекинување на бременост се утврди дека би причинело раѓањето на детето би причинело поголема штета за здравјето ментално, физичко, социјалните околности за жената, во тој случај да, овој закон дозволува да биде прекината бременост. Светлана, дали имате дилеми во однос на поставеноста на овој член 4 и воопшто регулирањето на бременоста од 22-та недела па до крај? Нема да навлегувам значи во првите 3 работи медицински индикации или доколку станува збор за кривично дело. Проблемот е со последниот дел, каде што се вели дека по породувањето би можела да дојде во тешки лични, семејни, материјални или други прилики што ќе имаат одраз врз нејзиното здравје. Па факт е дека после раѓањето на бебето доаѓа во финансиски дисбаланс во семејството. Значи тоа секој го знае. Ако тврдиме дека после раѓањето на бебето на нас финансиите ќе ни се зголемат, не е точно. Ама дали тоа оправдување за да се направи абортус во 22-та, 24-та, 26-та или 30-та недела? Не зборуваме за такви елементарни материјални и финансиски немате екзистенција во принцип, немате услови да го чува тоа дете. И ја дискриминирате жената. Значи ако нема финансии да го чува, ќе биде принудена да абортира во 30-та недела. Никој не принудува. Никој како не говориме за правото на избор. Значи цело време говориме за правото на избор. Комисија ќе се формира на барање на жената. Дека комисијата ќе одлучува за тоа дали жената ќе комисијата не ги познава приватно пациентите, мора да има докази за да се донесе таа одлука. Своето дете или не. Ова значи ги дискриминира
дискриминирате луѓето на богати и сиромашни. Богатите значи ги научувате тешки лични добро, зашто овде пише тешки лични семени материјални. Па треба да има колку тоа се класи животни секој може да се создадат, за да може да се согласувам со вас, ги извртувате тезите. Имаше пример кога деца изгореа во една куќа затоа што семејството ги чувало како што ги чувало, се водеше постапка против тие родители, ги заклучија за да одат надвор од местото. Значи, навистина во Македонија затаил системот на социјална грижа и тука јас го критикувам постојано. Тука сме имали со министерката и сегашна и со претходните министри дискусија. Зборуваме за создавање, шак паска тука пак ќе се согласам на еден систем на социјална грижа која што реално ќе ги отслика работата во семејствата и ќе ги посетуваат за да видат каква е. Ако вас не ви помогне социјалниот работник за скелирање на состојбите. Министерството не ги среди работите таму и вие сами рековте имало шумерски инженери и слично. Тогаш ние можеме да очекуваме и ситуации кај што немаме реална проценка. Ама во овој случај тука и можем да го земаме предвид ова ваше кажување. Тоа се последици затоа што системот не функционирал. Апсолутно. Тогаш може се да се случува. Некој да го мрзи да отиде да го провери. Знаете како? Треба дозволете да се искажам. Треба социјалните работници да ги извадиме од канцелариите во центрите каде што се работа. Тој треба како матичниот лекар, тоа треба да биде матичен социјален работник кој што ќе ги има увид во семејствата кои што се во социјален ризик. Ќе следи нивната состојба во тие семејства затоа што знаете што ние немаме бројки ниту за семено насилство, родово базирано насилство, многу негативни појави кои што се случуваат точно заради тоа што многу нестручни и некомпетентни лица беа вработувани во годините наназад. И вие, ако очекувате дека за периодот од 1,5 година тие состојби ќе ги измениме многу тешко. Во периодот од кога дојдовме на власт од 2017 од 1 јуни, се вработуваат веќе социјални работници и се гради капацитетот и професионалниот профил на вработените во центрите за социјална работа. Ќе треба време тоа, затоа што не беше работено, ви кажав, со лотаријата на Македонски шуми, социјален работник, инженер шумарски во Велес. Како очекувате резултати? Меѓутоа, еве Наташа, уште едно прашање, бидејќи вие зборувавте за фрапантните податоци, затоа што лекарите се плашеле да изречат, да кажат мислење заради казните, како е во новиот закон во однос на казнените одредби? Значително се намалени. И токму заради тоа што казните беа посочени и од комитетите за права на жените, за економски, социјални и културни права, значи телата на Обединетите нации кои го следат напредокот на човековите права во Македонија, високите казни представуваат бариера до пристап до гинеколошките услуги, односно до услугата за прекинување на бременност, и токму од таа причина одевме кон тоа да се намалат. Дали може пак во спротивна насока да така лесно да постапуваат во однос на давањето на мислење за абортус, ако нема, разбирате, веројатно треба да се направи некој баланс. До 22 недела нема може да даде мислење, но централно е барањето и волјата на жената. Од 22 недела се формира првостепена комисија која повторно има обврска според законот да го земе предвид мислењето на жената. Тоа е она што меѓународните стандарди го велат, да се слушне волјата и мислењето на жената и на крај како комисија да донесе одлука земајќи го предвид мислењето и волјата на жената. Доколку жената не е задоволна од мислењето, може да се обрати до второстепена комисија која што е малку проширен состав и повторно треба да биде повикана и сослушана. Значи, овој закон во центарот на Јас би прашала, зошто, например, овде, повторно ќе се навратам на член 4, поради лични тешки материјални состојби, зошто овде не се воведе опцијата посвојување? Ете, доколку станува збор за тешки материјални последици по нејзиното здравје, зошто не се воведе опцијата посвојување на бременоста до крај може да предизвика последици? Ние говориме на право за прекин на бременост. Тука посвојувањето се регулира во сосема други законски прописи, не се може да регулира тука на бременост, раѓање и посвојување не се забранува со овој закон. Вие не можете да ја врзите да го роди детето и да го даде на посвојување. Нема зошто да се дава како опција. Ние говориме за правото на избор, за жените кои сакаат да се рекнат тука, најмалку тука што говориме за прекин. Имавме ние случај каде што социјалниот работник ја убедуваше жената да абортира затоа што според социјалниот работник жената нема доволно финансии да се дали абортираше заради тоа што ја советуваше социјална работник? Не, затоа што жената не сака да абортира. Одлуката сама треба да дека ни доаѓаат представници на ВМРО-ДПН, меѓутоа и фактот дека сте формирани согласно тој претходниот закон
закон. Какво е вашето мислење сега? Например, Рангелова вчера во комисијата и вие слушнавте, кажавте дека жената има право на избор. Очигледно ќе донесат некоја одлука во која што секој пратеник сам може да каже како ќе се изјасни по овој закон, меѓутоа како да ретерираат во ставот и во тоа што пред толку години тие го донесо. Вие се формиравте заради постоењето на законот? Не. Лидија е формирана 2012 година, уште многу порано пред законот да се донесе. Нашата како идеја оценувате дека нема сега политичка волја да го задржат, можеби и да се борат за тоа што го пропишале? Значи, како што секоја жена има право да избере, така и секој пратеник има право да избере како ќе гласа. Не можете вие, мислам, сепак тие се избрани од народот и треба да ја слушна волјата на народот. Значи, треба да ги прашаат жените што жените сакаат. Во овој случај треба да излезат малку на терен самите пратеници во своите локални општини, во своите изборни единици од каде што се избрани и да ги прашаат тие жени таму што тие жени мислат за овој закон и како тие треба да гласаат. Значи, не по своје лично обидување, туку по обидување на народот кој што гласал за нив, независно од која политичка партија се. Еве какво е расположението во вашата изборна единица? Јас мислам дека овој закон ќе биде прифатен со задоволство од жените, затоа што ние тука не говориме за политички партии, тука го говориме за право на жената. Право таа да одлучува колку деца сака да роди, право да одлучи кога ќе ги роди во животот, право да одлучи колку во растојание ќе има. Правото на жената да може да се реализира себе си не во оние традиционални стереотипи како домаќинка и да се грижи за болните и немотните, туку да оствари своја кариера. За какви бројки говорите? Ама еве, вие рековте, Наташа, дека се прашани жените што мислат по овој закон. Колку жени се прашани, колку од нив изјавиле дека го поддржуваат ова што ќе се гласа, а колку од нив изјавиле дека не го поддржуваат. Видете, масовни беа протестите во 2013 година, ќе видите дали сега немаше тога слух за тоа, нема да има социјалните медиуми исто така може да бидат мерило за тоа како народот размислува. Вие го имате Facebook, каде што има многу групи, конкретно во Македонија имате неколку групи кои што претежно членовите се жени и кога имате прашања конкретно за абортус, некоја жена поставува прашање, се наоѓам во таква и таква ситуација, не знам што да правам. Вие имате стотици коментари надолу и жени социјалните мрежи не треба да ја советуваат жената изборна информација, затоа што тоа е заведување погрешни информации и пласирање. Жената има матичен гинеколог кој ќе ги даде вистинските информации за нејзиното репродуктивно здравје. Значи, вие гледате бурните реакции во 2013 година. Зошто не кажете? Дали вие ќе организирате протести против овој закон или како ќе продолжите да работите? Се уште немам одговор на тоа прашање. Со оглед на тоа што вашиот став тогаш више се знаеше дека вие сте против, излеговте. Така, ние сметаме дека овој предлог на закон е во ред, дека треба да се усвои, иако и на овој закон имаме дополнување предлог во однос на правото на жените со попреченост и на адолесцентките, значи се залагаме, посебно примерот Светлана што го кажа за малолетната која имала бариера до пристап до абортус. Не да сакаше да роди, а беше присилувана на абортус. Без разлика, значи не била земена волјата на малолетната дали ќе ја задржи бременоста или ќе ја прекине бременоста. Ние сме за тоа дека треба да се слушне гласот и на малолетните. И да заклучам дека жената го ја носи одлуката да прекине бременост независно што пишува во овој или оној закон. Одлуката ја носи врз основа на волја, моментална околност во која што се наоѓа, условите во кои што се наоѓа. Тоа е единствено прашање на кое се согласите. Прашање само државата, така, ама прашање само државата дали ќе обезбеди безбедни услови. А јас да заклучам дека ова беше дел од нашата изборна програма со која во 2016 добивме толку голем број на гласови и тоа беше дата. Меѓутоа имам едно за крај едно прашање за вас, со оглед на усогласеноста на одлуките во однос на инкорпорирањето на СЈО во законот за обвинителство, прашањето ми е владата денеска еве кажа каков закон ќе има, бидејќи не имаме многу време, општиот став е дека сега бомбите оние кои што до поднесувањето на пријави до 30 јуни рокот предвиден кога требаше да делува СЈО, потоа нема да важат, значи дека практично нема да бидат отварени нови процеси ни против вашите колеги од ДУИ кои што имаше индиции дека тоа го прават, или ќе прекинат сите оние
кои што биле потоа отварани, а тоа потврда на тоа беше и одлуката на судот да се бранат од слобода некои од лицата, например, кои што беа обвинети во предметот империја. Значи, неофицијално ги имам информациите за тоа дека специјалното јавно обвинителство ќе биде дел од јавното обвинителство на Република Северна Македонија и дека ќе има делумна самостојност како и застапување двостепено. Точно е, барем првичните информации говорат за тоа дека бомбите ќе се користат како доказен материјал за предмети и за судски постапки кои што се закочно со 30 јуни 2017 година. Меѓутоа тоа не значи дека обвинителите кои досега беа во специјалното јавно обвинителство немаат можност и право да ги испитуваат наводите во бомбите. Тоа ќе важи до 15 септември, ако не се лажам, 2020 година и доколку има индици за кривични дела, тогаш ќе имаат да најдат нови материјални докази за да го потврдат тоа. Да, во секој случај ова обвинителство ќе продолжи, ќе се занимава со испитување на највисок криминал. Ова ми личи како еден политички компромис во однос на усогласување. Ајде да дозволиме законот да влезе во собраниска процедура и да ги отвориме сите прашања околу овој закон. Бидејќи се што беше дилема со на овој начин всушност се реши. Ова е едно од реформските да не бидат докази. Па дајте дека влези законот во собраниска процедура и да ги видиме конкретно текстот и содржината на одредбите на овој закон и да видиме па да расправаме. Што ви кажам, другото е нова спекулација. За добрата дебата што имавме вечерва во однос на измените на законот за абортус, благодарам што ги спротиставивте ставовите и што ги искажавте во оваа емисија. Овде е крајот на топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма.